колеги съветници, почитувани представници на общинската администрация, почитувана директорка на явното комунално предприятие, почитувана директорка на детската градинка, почитувани представници на медиумите, присутни граждани на община Неготино. За денес се закажа в 16-та редовна седница на Советот на община Неготино. Дневният ред за седницата ви е доставен в материалите. Отварям разправа по предложение от дневен ред. Дали некои бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам разправата, дневниот ред го ставам на гласње. Ве молам со кривење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов Повеле. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дейности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. Овде има неколку измени, односно во точка 3.1.2 изградба и реконструкција на локални патишта, во точка 2 пред зборот реконструкција се додава санација и по ставот 1 се додава нов став кој гласи санација на дел од улицата Маршал Тито и санација на низиниот тротоар како јавна површина од градската библиотека до автобуската станица. Во точка 8 пред зборот изградба се додава санација и по ставот 2 од оваа точка се додава трет став кој гласи населено место Војшанци, санација на дел од улица во должина од 150 метра. Исто така измени има во точка 3.1.3 изградба на простор за паркирање. По точката 4 се додава нова точка 5 и точка 6 која гласи санација на простор за паркирање во непосредна близина на улица Душан Јуруков со бекатон плочки од околу 300 метри квадратни. Комисијата за урбанизам ја усвои оваа точка од дневниот ред, предлагам и Советот на општина Неготино истата да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Љупчо Пасинечки Повеле. Благодарам, председателе. Значи, по оваа точка на дневен ред за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности, утврдување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино под член 1, односно во точка 3.12 изградба и реконструкција на локалните патишта, под точка 2 пред зборот реконструкција се додава санација и по ставот 1 се додава нов став кој гласи санација на дел од улицата Маршал Тито. Ме интересира дали има некој од општинската администрација да појасни што се подразбира под санација, наместо реконструкција на делот од тротоарот на улицата Маршал Тито, што рековме дека е еден од приоритетите за изградба. И уште една работа за појаснување на граѓаните на општина Неготино, дали при санацијата дрворедот кој што е на овој потек од тротоарот, односно од градската библиотека до полициска станица или автобуска станица, дрворедот кој што во поголем дел недостасуваат дрвја, ќе се замени со исти вид на јавор или па комплетно ќе се замени со друг вид на дрва кој што нема да прават таква штета која е направена на овој дел од тротоарот. Благодарам. Колега, околу делот на дрворедите и вчера на Комисија за урбанизам беше разговарано од страна на представникот на општинската администрација, беше укажано дека доправа ќе се носат заклучоци околу тоа што ќе се прави со дрворедите во смисла на видот на дрвјата кои што моментално ги имаме за нивна замена или пак кастрење, како што ни беше стручно образложено. Вчера, бидејќи бевте и вие присутни на комисијата, раководителот на одделението даде добро образложение точно за потегот на Маршал Тито кој што ќе се реконструира и сметам дека тоа е доволно. Дали некој друг бара збор? Реплика Љупчо Пасинечки. Тоа ја слушнав, негова е за да слушнат и граѓаните и ме интересира дали во санирањето повторно ќе се замени делот од тротоарот со асфалт или со бекатон плочки. Ако е толку? Да. Благодарам. Точно и прецизно на комисијата, уште еднаш ќе повторам, беше кажано дека тротоарот ќе се заменува со бекатон плочки.
Дали некој друг бар збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно програма за изменување и дополнување на програмата за поставување урбана опрема на територија на општина Неготино. Овде има измена во точка 2.9, односно во низиното до објаснување за жардинери и граничници. Значи, до објаснувањето е жардинери со цвеќе и граничници, метални, бетонски, светлички и други се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната проводна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина. Комисијата за урбанизам ја усвои оваа точка од дневниот ред. Предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затворам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 14 гласа за. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2018 година. И по оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов повели. Благодарам уште еднаш. Значи, Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше и по оваа точка од дневниот ред, односно предлог програма за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2018 година. Овде измените се во глава 2 планирање активности, односно во табелата 2.4 изработка на урбанистички план во населено место. После реден број 2 се додава нов ред и тоа за село Пепелиште. Значи, комисијата ја усвои оваа точка од дневниот ред. Предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за култура, спорт и соработка со здруженија и фондации за 2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана оваа точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за култура, спорт и соработка со здруженија и фондации за 2018 година. Истата беше усвоена. Предлагам и Советот да се произнесе по иста точка. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на измена на детален урбанистички план за урбана заедница 3, дел од блок 2, КАО Неготино, помеѓу улиците Велјко Влаховиќ, улица Ѓоко Мишев, улица Марксова, улица Вано Ташев, општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше и по оваа точка од дневниот ред, односно одлука за утврдување на измена на детален урбанистички план за урбана заедница 3, дел од блок 2, катастарска општина Неготино, помеѓу улиците Велјко Влаховиќ, улица Ѓоко Мишев и улица Марксова и улица Вано Ташев. Ова одлука се однесува на измена на детален урбанистички план по добиена согласност со страна на Министерството за транспорт и врски, така што истата одлука Комисијата за урбанизам ја усвои. Предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам.
Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со креме на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 6-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на урбанистичка планска документација за вон населено место на катастарска парцела број 2909/1, 2931/1 и 2931/2 за изградба на објекти со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија као Неготино, општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно одлука за отпочнување на постапка за изработка на урбанистичка планска документација во населено место на катастарска парцела број 2909/1, 2931/1 и 2931/2 за изградба на објекти со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија на барање на Миле Николовски. Комисијата ја разгледа оваа предлог одлука, истата ја усвои и предлага и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со креме на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 7-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за прифаќање иницијатива за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за една градежна парцела за изградба на објект за домување во стамбени куќи за градежна парцела број 107, урбана зона 5, урбан блок 5.1 као Неготино, општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот да го соопшти ставот. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно иницијатива за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за една градежна парцела за изградба на објект за домување во стамбени куќи за катастарска парцела број 107, урбана заедница 5, урбан блок 5.1 на барање на Мицевски Митко. Значи, комисијата ја разгледа оваа одлука, ја усвои на комисија и предлага и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со креме на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за дел од урбана зона 1 као Неготино, општина Неготино. Давам збор на председателот на Комисијата за урбанизам да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно одлука за отпочнување на постапка за измена на детален урбанистички план за дел од урбана заедница 1 помеѓу улиците Димче Мирчев, Душан Јуруков и Манчо Малиминов, катастарска општина Неготино, општина Неготино. Ова е на барање на Ефрем Николов. Комисијата ја разгледа оваа одлука, ја усвои и предлага и Советот на општина Неготино исто да се усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со креме на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. Седница одржа Комисијата за урбанизам. Му давам збор на председателот Трајче Димов да го соопшти ставот на комисијата. Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. Овде имаме неколку барања, односно имаме барање за катастарска парцела 8764 од страна на Марке Дијана, за катастарска парцела 10979/1 на барање на Доне Јованов, катастарска парцела 11564
на Барањина Најдов Ѓорѓи, катастарска парцела 4086, катастарска општина Долни Дисан на Барањина Ѓорѓиев Никола. Катастарска парцела 3602, катастарска општина Тимјаник на Барањина Живко Јанчев. Катастарска парцела 3602К од Тимјаник на Барањина Илија Јанчев. Катастарска парцела 3449, катастарска општина Тимјаник на Барањина Ристо Андов. И катастарска парцела 163/1, катастарска општина Калањево на Барањина Колетанев. Значи, комисијата ја разгледа оваа одлука, истата ја усвои и предлага и Советот на општина Неготино истата да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Предлог решение за давање на согласност за измена на годишниот план за вработување на општина Неготино. Молам, дали некој бара збор? Гордана Јованова Повеле. Благодарам, почитувани колеги, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани медиуми. Денеска треба да дадеме согласност за годишниот план за вработување за 2018 година на општина Неготино, каде што овој пат имаме планирано плюс 15 нови вработувања и правичи една компарација во овие 10 месеци од владењето на новата гарнитура и од изјавите на градоначалникот. Искрено да ви кажам, можам само да кажам дека се изнаслушавме на едни контрадикторности од страна на градоначалникот кој по се изгледа едно зборува, а друго прави. Како прво, лично од оваа говорница, градоначалникот кажа дека општина Неготино... Колешке, за годишниот план, точката на дневниот ред, ако може. Во годишниот план имаме план за вработување. И затоа зборувајте за тоа што е точка на дневен ред. Лично кажа дека наследил општина со 43 вработени на неопределено време и кои според него се многу вработени и според тоа како за општина како ова нашата. Но денеска го гледаме планот на годишниот план за вработување, во кој во моменталната состојба на општина Неготино имаме 52 вработени. Значи тоа е моменталната состојба на општина Неготино. Барање за измени за давање согласност се нови планирани плюс 15 вработувања, од кои 5 се поради испразнети места, односно по основ на пензионирање, и 10 нови вработувања по основ на зголемен обем на работа. Каде гледаме зголемен обем на работа, јас лично не знам, но пред 2 до 3 недели над 12-13 лица привремено вработени во општина Неготино поради зголемен обем на работа беа отпуштени или на истите не им се продолжи договорот за работа. Доколку тие лица кои 6 до 7 години успешно работеа во општина Неготино и придонесуваа во нивното работење, се обучуваа стручни кадри кои работеле и давале придонес за општина Неготино, не ви се потребни веќе кои процени во овие 2 до 3 недели дека е зголемен обемот на работа за денеска ние да гласаме согласност за нови плюс 15 вработувања. Често од ова говорница градоначалникот сака да каже дека, милува да каже дека треба да се стрпиме малку за доброто на општината Неготино, а по се изгледа добро че видат само овие 20 нови вработувања кои ќе преоптоварат општина Неготино. И до крајот на годината по се изгледа освен овие вработувања ништо друго нема ни да видиме. Често милува да каже градоначалникот дека работи за доброто на граѓаните на општина Неготино, но добро работи само за одредени партиски вработувања. Благодарам. Благодарам. Гордана, дали некој друг бара збор? Игор Иванов Повеле.
Благодаря. Почитувани граждани на община Неготино, почитувани съветници, почитувани медиуми. Днес пред нас е точката на дневен ред за даване на съгласност за измена на годишен план за вработуване за 2018 година на община Неготино. Сите се запрашуваме дали на община Неготино ще и фалат нови партийски кадри. Значи, градоначалникът пред да стане. Градоначалникът беше съветник, всекогаш, кога зборуваше, кажуваше дека общината е пренатрупана, трябва да бидат стручни лица вработувани, да отговарят на позициите, да нема превработеност и той, кога дой градоначалник да биде, имаше 42 вработени. 43. От денеска, от този план, що не е доставя на службите на община Неготино, се гледат 52 вработени. Значи, за 9 до 10 месеци, всеки месец си вработувал по един партийски войник. Да са оправдани тия вработувания, нема да замерим и нема да си явим за оваа точка на дневен ред. Да е покачана реализацията на бюджетът, а да не е само 0,0,0 и реализация от 15% за оваа пола година, че дадеме и че гласиме за. Но новия партийски войници плюс 15 нови да се вработуваат, сварно чудно и несватно. Да се извоюват от бюджетът, като ставката за нови вработувания само тая изкористена. Съветник за нормативно-правни работи от надлежност за градоначалник. Бруто плата 360 000 денари. Ново работно место. Съветник за нормативни правни работи от надлежност на съветът. 360 000 денари. Бруто плата. Помладца работник за защита на лица с пречки во развой. 310 000 денари. Ръководител на отделение за финансски работи. 420 000 денари. Висш работник за финансиско управление. 350 000 денари. Самостоен референт за управление на наплата на комунални такси. 240 000 денари. Ръководител на отделение. Бруто плата 420 000 денари. Ръководител на отделение за комунални работи и съобръчи. 420 000 денари бруто плата. Отделение за урбанизъм и защита на животната среда. 360 000 денари. Отделение за правни и общи работи. 240 000 денари. Плюс 3 работни места в против пожарната единица, където пред некој период бяха избръкани, сега ще бидат вработени плюс нови троица, където предходните бяха обучени со лицензии, со дозволи от СИЕ категории, но сега ще се вработуват пак нестручни лица. Само сакам да ви укажам дека бюджетът на община Неготино реализацията от 15% само се темели на изключително партийски вработувания. Нема нито един проект капитален за развой на община Неготино. Ако е капитален проект от 15 нови вработувания пред референдумът, нека му е алал на община Неготино и градоначалник. Ви благодаря. Благодарам, колега. Му давам збор на секретарът на община Неготино Ивица Златкович. Повеля. Почитувам председателя, почитувани съветници, почитувани гости, член на администрация. Значи, ова се работи за проширување на годишниот план за вработување, значи не е точно дека 15 нови луѓе се вработуваат, се работи за истиот годишен план што е донесен минатата година 2017, но сега има проширување со 2 работни места. Тоа се однесува на ръководител на отделение за правни работи и уште едно работно место кое луѓето заминаа во пензија. Бидејќи годишниот план пред нова година се наведнуваат сите работни места кои планираат да се потполнат, а овие двајца вработени во општина Неготино има најавено дека ќе продолжат цела година. Меѓутоа тие се предомислеве меѓувреме и се пензионира. Затоа овие 2 работни места кои се витални моравме да ги вметнеме во овој годишен план. Значи сите други остануваат исти, само се додаваат ръководител на правно отделение и во данъчна служба
уште еден колега кој замина во пензија и тој се метнува во годишниот план. Сите други остануваат исти. Ви благодарам. Благодарам секретара. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? 6 гласа против, нема воздржани. Констатирам дека решението за давање согласно за измена на годишниот план за вработување на општина Неготино е усвоено. Отварам расправа по 11-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Неготино за 2018 година. По оваа точка седница одржа комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата Воле Младеновиќ да го соопшти ставот. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана и оваа точка. Предлог одлука за давање согласност на јавна општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино за пренамена на средства од сметка блок дотации. Истата беше усвоена на комисија, предлагам и советот да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам, колега. Процедурално Игор Јованов, така? Точката е иста што ви е доставена во материјалите. Колешката сигурно знае. Да, меѓутоа во материјалот точниот назив на точката е така, колешке. Сигурно ги погледате, така? Може процедурално. Повели. За да бидат појасни точките и да бидат по редослед, една моја критика до тебе како председател на Совет на општина Неготино, пред да почне седницата на дневниот ред, секогаш да го прочитате. Благодарам. Благодарам се прифаќа забелешката. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа, 9, 10, 11, 12, 13, 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 12-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Неготино за 2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Воле Младеновиќ да го соопшти ставот на комисијата. Повели. Благодарам, председателе. Исто на вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана и оваа точка, која е поврзана со претходната точка. Истата и оваа точка беше усвоена и предлагам и советот да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи не, Зоран Стојанов, повели. Само забелешка да кажам. Кај на нашниот дневен ред не е ништо и точките не се исти. Сега за Фемо Кулаков припајуваме. Не е нешто. Колега, исти се точки, различен е насловот во материјалите кои што го добивте пред почетокот на седницата. По материјалите усвоени од управниот одбор на детската градинка Фемо Кулаков. Молам, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 13-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање согласност за формирање групи со поголем број деца во јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино. По оваа точка седница одржи Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница беше разгледана и оваа точка. И оваа точка беше усвоена, предлагам и советот да се произнесе по истата. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Флорида Илиевска, повели. Благодарам, председателе. Почитувани совитници, почитувани присутни, почитувани медиуми. Во врска со барањето за зголемување на бројот на деца во групите во градинката,
Како советничка група имаме целосно разбирање, знаејќи го фактот дека подолг временски период голем број на родители се соочуваат со сериозен проблем за запишување на децата во градинката. Ова за семејствата представува голем проблем. Од една страна, ако се земе во обзир економскиот аспект на семејството, од друга страна воспитниот аспект на децата. Но се поставува прашањето, дали зголемувањето на бројот на деца во групата е одговорно решение и дали ќе ги задоволи квалитетот, грижата, негата и воспитанието на децата во групите од толков број. Дали, како прашање исто така се наметнува и дали просторните услови дозволуваат непречено следење на наставата и програмските активности со толков број на деца. Ваквите прашања се наметнуваат бидејќи во последно време сведоци сме дека има многу немили настани од типот на повреди, гризење на децата и несоодветен пристап од страна на вработените во градинката со децата. За да не ни се случи и нас истото и да се постигне успешна социализација и воспитување на децата, непречено да ги развиваат своите потенцијали, групите на деца не смеат да ја надминуваат бројката пропишана со закон и правилник за работа. Исто така тука сакам да нагласам и дека и за моделот на вработување на кадарот во градинките треба да се земе во обзир дека станува збор за доста одговорна работа за која се потребни повисоки критериуми при избор на вработување на воспитувачи, негователи и друг стручен кадар во градинката. Ние како советничка група, бидејќи денеска на денешната седница е присутна и директорката на јавната установа детска градинка, сакаме од нејзина страна обраќање и гаранција дека ваквото зголемување на групите нема да допринесе до некои несакани последици врз децата кои ќе бидат згрижени со самото зголемување на тие групи. Благодарам. Благодарам, колешке. Значи, само за да појасниме, ваква одлука не се носи за прв пат во општина Неготино. Нашата општина со години наназад се соочува со проблемот со немањето на капацитет на детската градинка, моменталниот со кој што располага. Носевме и во годините наназад вакви одлуки. Меѓутоа, јас би сакал да ја прашам советничката група на ВМРО ДПМН како нивната партија гледаше на овој проблем во времето кога беше на власт, а за разлика од нив сега и залагањето на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и градоначалникот Тони Делков во соработка со Министерството за труд и социјална политика ја договараме изградбата на нова детска градинка во општина Неготино, која што трајно ќе го реши проблемот за сместување на дечињата. И втора работа околу кадарот, исто што е најавено од Министерството за труд и социјална политика, од оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, е трансформирањето на вработувањето на кадарот во детските градинки од неопределено на определено. Тоа е обратно, односно од определено на неопределено. Тоа се трајни чекори, тоа се конкретни мерки кои што владата на СДСМ и ние како локална власт ги правиме за подобрување на состојбите во детската градинка Фемо Кулаков Неготино. Сега доколку чувствува потреба директорката, повели. Директорката на детската градинка Фемо Кулаков и Јана Коцева. Повели. Сега сме во преговори со Министерството, со општина Неготино, со градоначалникот, со наши сили, заедно во трите села, во Неготино, во Криволак, Пелиште и Тремник. Отвараме групи во други просторни услови, каде што ќе има целодневен престој. Значи, таму дечињата што се од селата ќе се вратат назад и ќе се малку релаксира бројот и во групите, а со тоа имаме исто така, како што кажавте вие, за новата градинка. Тоа стои. Во 10 градинки сме влезени, каде што ние скроз спецификација надворешно, внатрешно се направено и дозволени средства. Чекаме во секој момент да почнат и другите работи околу новата градинка. Благодарам. Директор, ке дали некој друг ба разбор?
Игор Иванов пръв се прияви. Повели. Благодаря. Кога сме кај оваа точка за формирање на групи од поголем број на деца во јавната општинска установа детска градинка Фемо Ковлаков Неготино, знаеме дека сите ова е една чувствителна тема. Знаеме дека и претходно се давала согласно за поголем број на деца во групи, но јас гледам сега дека во јасните и во првата и втората им групи дека од 50 до 70% се зголемуваат бројот на деца. Сакам да прашам директорката дали че се со волка голем број на деца, дали че се одржи истиот воспитен аспект од колку со помалку, дали негователките и воспитувачките можат со толка голем број на деца со 30, 25, 22 зависи од возрастната граница да одговорат, или че се соочуваме со низа проблеми како што овие месеци слушаме, некој дете излегло од градинката во дворот без да се знае, имало повредени деца, едно со едно тие се мали, може да се удрат. Тука ако може да даде гаранција дека сета одговорност ќе ја сноси таа. Кажавте дека ќе се отвараат во училиштата, во селата Криволак, Пелиште и Тремник. Тоа е за поздравување. Треба во секое село да се отвори градинка. Но што правиме до пред некој месец што ветивте дека најпрва градинка ќе биде отворена во селото Ибник. До каде е проблемот? Благодарам. Благодарам, колега. Само да појасниме, одговорност за некои предвидени ситуации или тука парафирање на што би можело да биде кога би било, не можеме да побараме од никого однапред, а ние како членови на Советот на општина Неготино сносиме одговорност за одлуките кои што ги носиме. Детската градинка се обрати до нас за да дадеме согласност, ние сме тие што одлучуваме даваме или не даваме согласност. Затоа дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 9 гласа за, кој е против? Нема против, воздржани? 5. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Отварам расправа по 14 точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање на согласност на Основното општинско училиште Гоце Делчев Неготино за формирање на паралелки со помал број на ученици. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана исто така и оваа точка. И оваа точка беше усвоена. Предлагам и Советот да се произнесе по истата. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Игор Иванов повели. Благодарам. Кога сме кај точката за давање согласност за Основното училиште Гоце Делчев Неготино, значи вчера имавме комисија за јавни дејности, не ветивте дека денеска ќе има представници од сите три школа. На денешната седница не гледам ниту еден представник од основните училишта и гимназијата. Јас сакав лично да ги прашам директорите на овие институции дали колку лица побарале исписници во периодот 2018 да ми одговора дека бројот на запишани и отпишани ученици се намалува. Податокот од труд и социјала, каде што ги бараат тие исписници, дозволи и потврди, само за Неготино укажува дека за месец јуни од Неготино се побарани 53, а за месец јули 40. Значи околу 90 фамилии само овие 2 месеци се иселени од Неготино и беше добро директорите на овие институции да ни укажат колку ученици земали исписници од тие училишта, да видиме со колкав процент статистички да видиме колку се иселени. Но за жал на оваа седница ги нема. Дали се поканати, не знам. Благодарам. Благодарам, колега.
поканите си директорите на двете основни училища и на средното општинско училище. Во истиот момент имаат однапред договорени работни состаноци со Министерството за образование и наука. Од тие причини не можат да присуствуват, а за тоа дали се иселуваат децата од тоа што се испишале од училиштето и не е показател дека станува збор за иселување. Дали некој друг бара збор? Реплика. Реплика Игор Јованов, Повели. Не е решение дека директорите имале состав. Директорите имат и педагози, имаат и заменик директори, имаат и секретари. Може ли да пуштат лица од својата институција? Ова е крајно несериозно и неодговорно. Да нема ни еден представник на овој совет. А се работи лично за нивната институција каде што треба ние тука да дадеме согласност како совет. Нас ако не почитуваат и респектираат, што останало по друго. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кремење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 15-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање на согласност на основното општинско училиште Страшо Пинџур Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ, Повели. Исто и оваа точка беше разгледана на вчерашната Комисија за јавни дејности и ова беше усвоена. Предлагам исто условието да се произнесе по иста. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кремење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 16-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање на согласност на средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Неготино за формирање на паралелки со помал број на ученици. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности и го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ, Повели. На вчерашната седница беше разгледана и оваа точка беше прифатена. Предлагам и совет да се произнесе. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Гордана Јованова, Повели. Благодарам, председателе. Почитувани, денес ја по барање на Средното основно училиште Кирил Методи имаме барање за согласност за формирање на паралелки со помал број од 25. И искрено да ви кажам, ги разгледав бројот на децата кои се запишале оваа година во прва година средно училиште во нашата гимназија и бројот е 138 деца запишани во оваа учебна година во нашата гимназија. Бројка која е многу мала за оваа гимназија и не е проблемот давањето на согласноста за паралелките од помал број на деца, нели? Ако не ја дадеме согласност, фактички сами си ја затвараме нашата гимназија. Туку сакам да се осврнам на еден проблем кој треба сите да заедно да го разгледаме. Што е фактички причинителот, вистинскиот причинител за тоа да нашите деца не се запишуваат во нашата гимназија. Знаеме дека ова учебна година основно завршиле над 200 деца, 120 негде Гоце Делчев, 96 Страшо Пинџур. Значи над 200 деца не завршиле основно образование, а за разлика од тоа имаме 138 деца кои ни се запишале во нашата гимназија. Што е вистинскиот причинител за нашите деца? Не се запишуваат во нашата гимназија, мора да се најде, нели, главниот причинител, дали се однесува ваквото осипување се однесува на тоа да нашите деца немаат интерес на струките кои ги нуди нашата гимназија, па затоа треба да размислуваме на тоа да се отворат некои нови струки кои се интересни за како за нашите деца, така и за децата кои гравитираат на општина Неготино. Искрено да ви кажам, размислувајќи на оваа тема, бидејќи тоа се наоѓаме на некоја територија каде што претежно нашето население
екзистира од одобравотка на земјоделско земјиште, така да не е на одмет да се размислува од страна на гимназијата, да се даде иницијатива да се отвори некој смер од земјоделски, од областа на земјоделието. Исто така можам да кажам дека можеме да размислуваме, гледам децата, голем дел од деца се занимаваат со спорт, со рекреација, имат резултати во ваквите делови, така да имајќи во предвид дека нашата гимназија има и нова спортска сала, така да не е на одмет да се размислува и на темата да се отвори една спортска гимназија, се со цел нели да дојде нешто интересно за нашите деца, да се запишуваат повеќе, а да не зборуваме и за тоа да можат да се запишуваат и деца и од околните градови. Искрено да ви кажам, немам информација колкав е сега бројот на децата кои се запишале од страна од другите, од останатите градови во нашата општина, во нашата гимназија, но 138 запишани деца не ми дава за право да размислувам дека се запишани некои сигурно некој многу мал број на деца од страна на другите градови или па ваквиот број е многу незначителен за да го коментираме. Не знам што е причината за да толку кратко време од овие 10 месеци или неколку месеци реномето на гимназијата да не опадне. Сигурно ваквата причина за тоа е, гледам во последната екскурзија која ја направија раководството на гимназијата, па мислам дека со тоа не разбра и цела Македонија, па и тоа на тоа се должи ваквото незапишување или слабиот интерес на децата од другите градови. Ви благодарам. Благодарам, колешке. Дали некој друг ба разбор? Трајче Димов, повеле. Благодарам. Што се однесува на бројот на ученици во средното училиште Свети Кирил и Методи, значи не е показател бројот дека ние немаме доволно квалитетно средно училиште, значи станува збор исто така и за право на избор. Има настрано од општина Неготино средни училишта, стручни, економски, од областа на механика, земјоделие, близу Кавадарци, така што не е показател дека бројот на запишани ученици дека нашето средно училиште не е доволно квалитетно. Затоа сметам дека секој има право на избор, имаме близу училишта во кои што можат да се запишуваат и да учат нашите ученици. Исто така што се однесува во делот на отварање на нови паралелки во делот на земјоделието, значи го имаме тука близу Кавадарци и прашање колку тоа би било исплатливо за неколку деца да се отварат нови паралелки, тие би били уште помали од овие кои што сега ги имаме. Значи тоа треба да се види, да се разгледа и затоа сметам дека квалитетот на нашето средно бројот на запишани ученици не е одраз на квалитетот на средното училиште Свети Кирил и Методи. Само тоа сакам да кажам. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг ба разбор? Игор Јованов. Реплика Зоран Стојанов, повеле. Колега, пред малку дадовме согласност во општина Неготино за децата во градинката со поголем број. Во школите ни се намалува бројката. Треба да се замислиме што е тоа. Што се случува во општината. Значи мора. Истото беше проблем во гимназија, немаше во Кавадарци, сега има. Електрострука немаше во Кавадарци, сега има. Така да треба можеби и ние да отвориме нешто тука, што ако го има во Кавадарци или во Велес, во некој од другите градови. Така да ние треба да се загрижиме зошто децата во градинката ги има повеќе, а децата во школите се помалку. Благодарам. Благодарам, колега. Контрареплика Трајче Димов, повеле. Значи, бројот на децата во градинките варира од година во година, исто така варира и од година во година и во основните и во средните училишта. Затоа сметам дека тоа не е показател, меѓутоа точно е дека ние треба да се замислиме зошто од година во година имаме се помалку број на деца кои што се запишуваат, но тоа не значи дека тој тренд почнал од вчера или од пред една година, значи години наназад
се намалува и наталитетот и се зголемува и селувањето од Република Македонија и затоа сакаме и работиме во насока да го спречиме тој тренд. Значи ние не сме за да се правдаме тука или да бараме, тука сме за да овозможиме доволно услови за да останат младината и децата во нашите средни и основни училишта. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Игор Јованов, Повеќе. Благодарам. Значи, за ова одлука за Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи само паралелките да обстанат, но минатите години беше 18, 19, 20, оваа година 10, 13, 12. Бројката е скроз намалена. Што се должи? Многу фактори влијаат. Следната година гимназијата, која што пред неколку години најмногу луѓе се запишуваа во гимназијата, која што една генерација запишуваше околу 350 души, луѓе, ученици, оваа година 138. 3:1. Има многу фактори. Треба сите да се запрашаме и да почнеме етапно да се решаваат. Значи, во гимназијата, последно случување, се вработени 20 професори со незавршен факултет од кавадарци. Едниот моментално, кога има испити, оде на полагање, учениците ги остава. Зборувам пред да заврши учебната година. Значи, наместо 6 часа пракса, само 2 часа му одржува пракса и заминува. Имал дозвола директорката, директорот. Значи имаме кадри во Неготино, а се вработуваат од кавадарци. Значи, родителите се жалат. Значи, мора тие работи да се уидат и да се решат. Јас имав повеќе прашања денеска до директорот на Средното општинско училиште, лично да го прашам на седницата, но тој за жал денеска не е тука. Бидејќи овие прашања сите не засега. Без млади за оваа школа и оваа општина нема иднина. Затоа мора сите да работиме и ако треба, ќе дадеме согласност, нека се отворат поатрактивни струки во ова училиште, барем да привлечеме и од нас страна ученици, како што беше до пред неколку години. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Ќе земам на кратко јас збор по оваа точка. Почитувани колеги, советници, почитувани граѓани, представници на медиумите, бидејќи слушнав неколку дискусии по оваа точка, кои што искрено не очекував дека колегите од ВМРО ДПМН ќе ги искажат од оваа говорница, сметам дека е потребно да разјасниме овде неколку работи. Прво, формирањето на паралелки со помал број на ученици, исто како и формирањето на групи со поголем број на дечиња во градинката, како што зборев претходно, се случува неколку години наназад. Не можам да сватам дека 10 месеци владење на СДСМ, како што милува да каже колешката, придонеле за да учениците не се запишуваат во нашето средно општинско училиште. Би ве прашал колешки, бидејќи спомнавте некои примери, дали може би минатогодишното владење и раководење со гимназијата, кога заради тоа што не беше избрана одредена фирма да биде превозник на екскурзијата, учениците од трета година пред 3 години не отидоа на екскурзија. Дали може би тоа не ги одврати тие што беа 6-то оделение тогаш и да не се запишат во гимназијата Свети Кирил Методи? Дали може би во годините наназад мешањето на директорките, кои што беа поставувани од комитетот на ВМРО ДПМН во изборот на младинските организација за поставување на партијски кадри на ВМРО ДПМН за председатели на младинската организација, не ги избрка
учениците от среднообщинското училище Свети Кирил и Методи Неготин? Дали може би проектот на владата на ВМРО ДПМН за да ги сместуваат децата во другите градови и да му организираат бесплатен превоз, не ги однесе нашите сограѓани далеку од Неготино да го продолжат своето образование? Дали може би не прави оваа локална власт на СДСМ и градоначалникот Тони Делков напори да ги убедува учениците да се запишуваат тука, што за прв пат оваа година беше организиран хепенинг за завршување на учебна година и доделување на награди на успешни ученици и нивните професори. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Многу е лесно да кажеме дека овие 10 месеци се е пропаднало во земја, а вие 11 години ја уништувавте Република Македонија. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Реплика Гордана Јованова. Повели. Почитуван колега, зборувате за превоз, не знам во кое време, во времето на ВМРО, а вие последниот ваша екскурзија направи да Неготино биде славно по неубави работи. Заборавате деца или за тоа е криво, па се изгледа претходното раководство, така? За се што ова го искажавте до сега, не е причина за да нашите деца не се запишуваат во нашата гимназија. Ви кажав во моето обраќање дека причина за ваквото треба да бараме во атрактивни струки, во наоѓање на струки кои се атрактивни за нашите деца. Не кажав нигде дека нашите деца не се запишуваат поради тоа што се иселуваме или не знам што, а факт е дека голем дел од децата веќе се иселуваат. Атрактивни струки има на други места и факт е дека се запишуваат. Сакат да одат на некоја атрактивна техничка или било каква струка, одат се запишуваат. Но тоа го зборувам, дека причинител за тоа треба да бараме тука, да отвараме наши струки кои ќе ги интересираат децата за да се запишат во нашата гимназија. Тоа е главната причина. Значи, некој сака да студира медицина, например. Немаме ни една струка која одговара на некој од медицинските науки. Немаме ни една струка за, не знам, техничка. Во времето на овие 10 години се отворија две нови паралелки. Значи, не смееме да останеме на тоа да заборавиме и тоа што се отворило, се отворило. Треба да претендираме за отварање на нови струки. И мојата дискусија се одвиваше во таа насока. А не знам ја што милувам да кажам, по се изгледа вие милувате да кажувате невистини. Благодарам. Благодарам. Граѓаните ги следат седниците на Советот на општина Неготино и тие ќе ценат кој што милува да каже и како се однесува. Дали некој друг ба разбор? Игор Јованов, реплика. Повели. Благодарам. Добро те изслушав. Почна со споровите да разјасниме неколку работи. Јас конкретно ќе те прашам дали си запознат со минатогодишната прва година генерација, колку деца се понављани само оваа година, во прва година, во некои паралелки да има квоти од 10, 9, 12, 13 ученици. Дали сте запознати што се случува моментално? Не, сигурно не. Соопшти го ставот, колега, бидејќи имаш повеќе неколку, викате, кажавте неколку години назад. Да, ваква глупост за овие 10 месеци владење, цела Македонија да не зборува, сварно, имиджот ептен се губи. И на таа разрешница се уште нема, и на тој случај се уште нема разрешница. Разрешницата не е само да си дадеш оставка. Мора некој да одговара. Мора некој да одговара. Кажавте дека мерките на претходната власт на ВМРО ДПМН довело децата да не се запишуваат тука. Па ние кажавме конкретно.
Треба да отвориме поатрактивни струки, да привлечеме деца од страна, а не, како што кажувате, мерките од претходната власт направи за да не се запишуваат ученици во нашата гимназија. Тие мерки се добри. На секој ученик може да му се овозможи што сака да учи, а не ако мора конкретно тоа и тоа. Затоа викам, треба да се отворат поатрактивни струки во нашата гимназија, да може да привлечеме повеќе ученици од страна. Да не бидеме со вакви бројки, што сме оваа година. Најмала моментално до сега. 138 деца. Благодарам. Благодарам, колега. Следен пријавен за збор е Воле Младеновиќ, па Трајче Димов. Повели Воле. Благодарам, председателе. Јас немав намер да земам збор по ниедна точка во овој дневен ред, ама оваа веќе мислам дека нема смисла. На секоја точка советничката група на ВМРО ДПМН на секоја точка зема збор и цело време само напаѓа шо и да се гласа, шо и да е на точка да дневен ред. Рековме дека на почеток кога почнавме да работиме дека ќе бидеме конструктивни и дека ќе работиме за општина Неготино, ќе гледаме се полесно да помине на седниците. Вие на секоја точка само одолжувате, само напаѓате цело време и ова више стварно нема смисла. Ако почнеме и ние да ги кажуваме вашите глупости од претходното владење, има да ги раздолжиме седниците до утре сабајле. Глупост до глупост. Кажуваме дека ќе се вратат во функција стари граденки во селата, тие и за тоа зборат глупости. А тие истите се слика со градинки отворени пред 30 години, не знам колку отворени, тие се сликаат со отсечење на црвени ленти дека отвориле нови градинки. И сега ги враќаме во функција со целодневна работа, со полно работно време градинките. Вие и за тоа сте против. Ќе ви кажам и за друго, против вашето мислење сум дека треба да се донесат нови атрактивни, како што викате вие, струки во нашата гимназија. Тоа е исто како да го смениш името на Неготино. Па нашата гимназија има историја, нашата гимназија има традиција во тие струки. Мислам дека со тоа би се сменил духот на гимназијата Свети Кирил. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика. Морам да се јавам во однос на коментар. Може да продолжам? Повели, колешки, повели. Значи, во врска во делот на дека советничката група на ВМРО ДПМН по секое прашање изнесува критики. Значи, тоа воопшто не е точно. Во делот конкретно што се јавив за зголемувањето на бројот на групите во градинката, тоа не значи, и го напомнав тоа во моето излагање, дека групата на советничката група на ВМРО ДПМН е против зголемување на градинките. Ние бараме начин, значи да му се излезе во пресрет на родителите кои имаат проблем за запишување на децата. Но при тоа и ги наведуваме можноста од ризиците. Значи, свесни сме дека се јавуваат доста ризици само заради тоа што се зголемуваат групите без потребниот кадар и без потребните работни услови. И самите занимални дали одговараат на толков број на деца и само една воспитачка и негователка дали може да одговорат на нивните работни задачи. Значи, во Кавадарци се гради нова градинка. Јас не го спорам тоа е добар потек, че се гради нова градинка и че има поголем капацитет за децата. Но во Кавадарци се изградија по еден помошни простори, каде што можеа да се сместат по две групи на деца и со тоа за кратко време се надмина проблемот. Значи, во никој случај не го оспоруваме тоа дека тие деца треба да бидат згрижени во градинките. А да не земам збор, пошто колегите тоа го дискутираа за училиштата. Благодарам. Благодарам. Колешке, збор Трајче Димов. Повели. Благодарам. Јас ќе се навратам за средното училиште и за делот. Продолжи, колега. Значи, во делот на излагањето на колегата Игор Јованов, тој кажа дека дел од учениците повторувале години за да има кворум
за наредните паралелки и аз сметам дека тоа не е вистина, дека не може тоа да биде така, бидејќи ниту еден професор не може тоа да го дозволи, бидејќи повторувањето на година не е одлука на професорот само по себе, туку тоа е склоп од успехот на учениците и од нивното поведение, така што сметам дека ниту еден професор не би оставил некое дете да повторува година само за да има кворум. Мислам дека доколку сакаме да критикуваме нешто, да бидеме конструктивни, значи јас се слагам со дел од критиките на колегите, но не со сите и затоа и ова го говорам. Исто така и во делот на атрактивни паралелки, значи ние треба да најдеме квалитетен кадар, прво од страна на професори кои што би ги образовале нашите деца, за да имаме такви паралелки и треба да имаме квалитет пред се и затоа сметам дека доколку би дошло до такво нешто, треба да се најде соодветен стручен кадар за да може да ги образува децата. Никој не е против, нели, нешто ново. Меѓутоа пак апелирам, значи сакам сите критики кои што се добронамерни за да биде нешто добро во градот. Сите сме овде за да направиме позитивни работи за Неготино, не за да критикуваме ВМРО и СДСМ и сметам дека тоа што го работиме треба да биде во насока на подобро Неготино. Тоа е се, благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Процедурално Игор Јованов. Забелешката е кога се однесува додавање на збор за точката на дневниот ред на советникот Трајче Димов му дадевте 2 пати за збор. Значи не може вие советниците да ги делите. Советниците што се од ВМРО поеднаш да му давате за збор, а на советниците од Социјалдемократскиот сојуз по 2 пати. Си има правилник по кој што треба да се држите и да се воде седницата на Советот. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласен, ве молам со кремење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против, констатирам дека одлуката е освоена. Отварам расправа по 17-та точка од дневниот ред, предлог решение за доделување на финансиски средства. Му давам збор на председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ Повил. Благодарам, председател. На вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана и оваа точка. Се работи за доделување финансиски средства на Илија Илов од Неготино за издавање на збирка раскази, пластични раскази. Истата беше усвоена на комисија, предлагам и сојот да се произнесе. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласен. Ве молам со кремење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Отварам расправа по 18-та точка од дневниот ред, предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Му давам збор на председателот на Комисијата за јавни дејности да го соопшти ставот на комисијата. Вуле Младеновиќ Повил. Благодарам, председателе. На вчерашната комисија, на седница за Комисија за јавни дејности беше разгледана и ова точка. Сите барања беа разгледани, заеднички беа разгледани, истата беше усвоена и предлагам и сојот да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласен. Ве молам со кремење на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Отварам расправа по 19-та точка од дневниот ред, предлог одлука за давање на согласност на одлуката за задолжување на јавното предпријатие Комуналец Неготино со рамка лимит од Стопанска банка АД Битола. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности, му давам збор на председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ Повил. На вчерашната седница беше разгледана и оваа точка, истата беше усвоена на комисија, предлагам сојот да се произнесе. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Љупчо Пасинечки Повил. Благодарам. Бидејќи вчера на седницата се разговараше по оваа точка, не беше присутна директорката на јавното предпријатие Комуналец. И сега е овде, би сакал точно да објасни, да допрецизира зашто точно се работи за земење на овие. Благодарам, председател. Благодарам, колега, и давам збор на директорката на јавното предпријатие Комуналец Неготино Марина Бојаджиева. Повели. Благодарам, председателе. Поздрав до сите присутни во оваа сала.
Ова е значи само постапка, не значи дека кредитот ќе биде одобрен, пошто треба да се оди у Министерство за јавен долг и таму да ни дозволат да бидеме, да се задолжиме, а средствата кога би ги добиле, би биле наменски употребени за возила и механизација, што и како им му фале на јавното комунално предпријатие. Сите се свесни дека возилата што ги имаме, поготово за смет, за собирање на смет се постари, ајде не кажам и од мене, пошто ќе ме прашате колку години има. Се многу стари. Значи има за основни средства, за работа, за подобро и порационално и поефективно работење на јавното предпријатие Комуналец. Комуналец мислам дека може да издржа некоја рамка, заложувањето би било за 3 години, со некоја рата од 150.000 денара, што е мислам сосем прифатливо за комуналното предпријатие, со тоа дека немаме нови вработување, имаме намалување, значи имаме и поголеми зголемени приходи. Вие ја гласавте и завршната сметка, гласавте и 6-месечен извештај, ги знаете бројките какви се. Мислам дека се трудиме да одиме во една нагорна линија и тоа е тоа. Ако имате нешто повеќе, повелете. Дали имате направено точна представа? Благодарам директорке, колега. Имавте збор, сега не може да го реплика на директорката Љупчо Пасинечки, повели. Дали имате направено пресметка доколку добиете кредит и дали би имале доволно средства да ги отплатите месечно и што доколку некогаш не се отплати рата? Дали општина Неготино останува тогаш како еден жирант, односно? Да, јас се Благодарам, колега, доколку завршивте, ви молам само за да го држиме редот во салата. Контрареплика директорката Марина Бојаджиева, повели. Да, сметам дека да, според со оваа динамика што се движиме, веќе имаме намалување на плата, вака чисто информативно да ви кажам дека платата на комуналното предпријатие на ЈП Комуналец во ноември месец беше од 2,5 милиона. Моментално е 2 милиона, значи 500.000 денара. Фактурирањето ни е зголемено, значи приходите ни се зголемени. Дел од долговите поради што ги имаме се веќе исплатени и лизингот веќе е при крај на некои возила што се претходно замени. 150.000 денара се мислам сума што комуналното предпријатие без проблем може да подмири. Благодарам, директорке, дали некој друг бара збор? Игор Јованов, повели. Благодарам. Кога се однесува за оваа одлука, пред нас сите стои за вложување на ЕПА Комуналец Неготино со рамка на лимит од Топанска банка Ада Битко. Со оваа одлука никој не кажа за колкава сума ќе се аплицира. Еве јас да кажам пред граѓаните на општина Неготино да слушнат, ќе се аплицира за износ од 7 милиони денари. 7 милиони денари. Кога сме кај постапката и аплицирањето на овие 7 милиони денари, јас ќе ја прашам директорката, знаеме дека изминатиот период не многу одамна, двете возила во Комуналец, џубрарките, поточно, камиончињата, не се толку многу и стари. Мислам дека во претходниот мандат и во претходните два мандата на бившите два градоначалници се зема по едно возило за џубр. Од друга страна, знаеме дека оваа власт дојдена од 15 октомври ја покачи волат за пиење пред нова година. Дали нема од тоа покачување заштити, како што кажавте, дека од 2,5 милиона на 2 милиона е намалена, дали од таму немате заштити, дали можете сами да заштедите за да купите нови возила? И ако може, колку е намаленоста на загубите на вода? Благодарам. Благодарам, колега. Збор директорката Марина Бојаджиева, повели. Да, дури имаме и аплицирано за ново возило, и тоа донација би било од Јапонската амбасада, значи зборуваме за контейнери, ама јавното комунално предпријатие има и подигач за контейнери од 5,5 тони, ги знаете од тие големите,
што такво возило е составено од 2 возила и нема веќе ни резервни делови за него. Цистерна исто така немаме. Багер немаме. Знаете вие добро, советниче, какви се возила и каква механизација располага јавното комунално предпријатие. Да, имаме заштеди, затоа и вие ја гласавте завршната сметка и извештај за 6-месечното работење. Имаме заштеда, имаме соработка и со општина Неготино, што навремено се ги подмирува долговите баш сега, у овој период, што сме многу благодарни, затоа сме обезбедени со здравствени картони и имаме редовно плата, тоа можете да го видите. Него има и други работи што се во надлежност на јавното комунално предпријатие, загуба за води, тоа да можете да дојдете во значи јавно комунално предпријатие е достапно за сите граѓани, пошто е јавно и нашите податоци се јавни. Секој кој што го интересира може слободно да дојде во јавното комунално предпријатие, дали писмено може да се обрати да добие секаква информација за работењето и за заштеди и за загуби или било што е во дејност наша, за било каква информација. Благодарам, директорке. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ме молам со кремење на рака кој е за. 8 гласа, 9 гласа за. Кој е против? Воздржан? 3 против, 2 воздржани. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 20 точка од дневниот ред. Предлог решение за давање на согласност на правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во јавното предпријатие Комуналец Неготино. Оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Воле Младеновиќ го молам да го соопшти ставот на комисијата. Повели. И оваа точка беше разгледана на вчерашната седница на Комисијата за јавни дејности. И оваа беше усвоена. Предлагам и сојот да се произнесе по истата. Благодарам. Колега, дали некој друг ба разбор? Игор Јованов, повели. Значи, во решението што ни е доставено со јавно предпријатие Комуналец за правилото за систематизација на работни места, во ова решение немаме документи од управниот одбор, туку лично од директорката подпишем. Како што е ред на институцијата највисок орган е управниот одбор. Во претходниот документ беше доставено за одлуката од управниот одбор, а тука е од директорката подпишано. Сакам да прашам дали овие измени се работат за некои поединци или се совпаѓаат со законот, со измените на законот, и ако може да ми се каже во последните 7-8 месеци колку си имат ново вработени. Благодарам. Благодарам, колега. Давам збор на директорот на јавното предпријатие Комуналец Неготино, Марина Бојаджиева. Повели. Благодарам, председателе. Ова е законска обврска, правилникот дури и не мора на совет да мине, чисто е информативно и усогласување со законот, значи врз основа на член 17 од законите за вработување во јавниот сектор и во врска со член 28 од Законот за измени и дополнување на Законот за административни службеници, во службен весник број 11 од 2018 се законските измени. Значи ова е само усогласување со законот. Највисока институција во не е ни управниот ни советот, значи законот, чисто се усогласуваме со законот. Значи за поединци нема. На 1 ноември броевме 110 луѓе, а сега сме 92. Податок што можете да го проверите во Агенцијата за вработување. Значи нема вработени нови, повелете, проверите во Агенцијата за вработување. Благодарам, директорке. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Решението го ставам на гласање. Ве молам со кремење на рака кој е за. 9 гласа за. Кој е против? 1, 2 против. Дали има некој воздржан? 3 воздржани. Констатирам дека со 9 гласа за
2 гласа против и 3 въздържани, предлог решението е усвоено.